Тања Милевска, дописничка од Брисел во Македонија. Веќе имаме на линија. Тања, добро утро. Добро утро, Владко. Она што е во фокусот на, ајде да речем, на европската јавност е напуштањето на партијата на унгарскиот премиер Виктор Орбан од Европската народна партија. Европската народна партија всушност брои најмногу пратеници во Европскиот парламент, па ова одлевање на Фидес и нема многу да им значи. Сега ова е резултат на дејствувањето на Фидес во Европската народна партија или дејствувањето на Виктор Орбан внатре во ЕУ? Вака сега, прво да прецизирам некои работи. Партијата на Орбан се повлекува од парламентарната група на ИПП во Европскиот парламент. Не се повлекува од Европската партија, од Европската народна партија. Значи, тоа се две различни ентитети. Што се случи точно? Пред една година, ако се сеќаваш, партијата на Орбан беше суспендирана од Европската народна партија, каде што председава Доналд Туск. Во Европскиот парламент вчера се подготвува да гласаат нови правила за да се олесни исклучувањето на членови од парламентарната група. Всушност да не бидат одредени индивидуални парламентарци, туку цели политички партии, барем она што го кажува Манфред Вебер. Секако, да, значи секако се целосни политички партии. Сега тие се 12, мислам, европратеници кои што ги има Европската народна партија, групата на Европската народна партија, парламентарната група, кои што одлучија превентивно антиципира што ќе се случи, знаеа дека олеснувањето на правилата се прават за да може да се исклучат одредени членови и Орбан рече, добро, тогаш ги повлекувам сите, се повлекувам од Европската народна партија, но останува член на Европската народна партија како така. И тоа е важно за тоа што и натаму има право на одредени фондови и финансии кои што се платени со од даночните обврзници на Европската унија. Да. Така што не е баш така едноставно, се повлече со една нога повлече. А какви реакции предизвикува неговата изјава дека ова е едно непријателско действување против Фидес? Бидејќи Фидес е суспендирана од Европската народна партија веќе една година, мислам, така или повеќе. Не е ништо, овие напади меѓусебни не се ништо ново. Редовно Орбан ја напаѓа ИПП напаѓа Орбан, Доналд Туск редовно твита против Орбан, но никако да се одлучат целосно да исклучат партијата, затоа што сепак им е важна. Сега, факт е дека со овие 12 помалку пратеници во Европскиот парламент ќе имаат помалку влијание, но остануваат мнозинска партија во Европскиот парламент, мислам. Тоа е калкулирано. Сега прашање е каде ќе отиде Орбан. Дали ќе се приклучи кон друга група? Ако се приклучи кон друга парламентарна група, што значи тоа за неговото членство во Европската народна партија? Така што за сега уште нема реакции, освен на умерена реакција на Вебер и на неколку лица од парламентарната група. Туск, например, се уште не реагирал. Чекаме со нетрпение што ќе каже Туск. Дека Фидес е често критикувана, всушност самиот Орбан дека е често е критикуван, Унгарија, особено во рамките на Европската унија, поради владењето на правото, поради независноста на, всушност, зависноста на судството и на медиумите од владата. Меѓутоа, колку можеби влијаеше оној скандал со неговиот пратеник Јужеф Саер, или како да се изговара правилно, оној секс скандал кој што се случуваше во Брисел, имено се работи нели за оној пратеник кој што во суштина е креатор на анти-ЛГБТ политиките во Унгарија, а учествувал во, ајде да речеме, во непристојни
во хомосексуална оргија учествуваше и проба да избега на полицијата. Најстрашното беше што проба да избега од полицијата наместо да се соочи со сопствените. Па и други му најдоа во... Тоа беше најголем проблем. Не мислам дека тоа одигра огромна улога овде. Има многу пострашни работи што се случуваат од страна на Фидес. Мислам, Фидес држи конзистентно со години анти-еу риторика. И продолжува да влијае врз голем број држави, меѓу кои Словенија, се разбира, Јанша, кој што му е сојузник, и Курц, например, пратениците на Курц, се спротивставија вчера на гласањето за промена на правилата за исклучување. Значи, има он сојузници во Европската народна партија и тоа е тоа што ги плаши поумерените демохристијани, оние потрадиционални демохристијани, белгиски, да речеме, луксембуршки, холандски и така натаму. Во Германија е малце покомплицирано. Така што тој скандал мислам дека беше, како да ти кажам, повеќе онака за јавноста забава. Има многу пострашни работи, неговото упорно инсистирање на некаква завера, финансирана од Сорос и така натаму и така натаму. Да, сега ако се направи она паралела која што своевремено постоеше и кај нас, изедначување на партијата со државата, што за Унгарија би можело да значи ова? Дали тоа што партијата Фидес на некој начин е ограничена во Европскиот парламент? Всушност, јавно се кажува дека не се добри пријатели на европејците, може некако да влијае врз самата Унгарија, врз самата држава. Всушност, во Унгарија државата е Орбан, меѓутоа. Да. И во Словенија. Проблемот, види, ова што се случува со ИПП е важно, затоа што е важно ИПП да си ја дефинира идеологијата и да каже дали е еврофобична или не и зошто трпи такви членови. Но најважното е што ќе се случува во Советот, значи во Советот на ЕУ. Односно, знаеш, ако се сеќаваш, пред 2 години Европскиот парламент гласаше за суспензија на правата на гласање на Унгарија во Советот. Додека Советот не се произнесе на таа тема, не може тоа да стапи на сила. Не се става на агендата, не е на дневен ред, не доаѓа никако на дневен ред на Советот, а и да дојде на дневен ред на Советот, Орбан знае дека Словенија, Полска и така натаму ќе го заштитат, а потребна е едногласност. Така што главниот проблем со Орбан и со Фидес не е ИПП, главниот проблем е како ЕУ институциите, како земјите членки на ЕУ ќе се справат со Орбан, со неговата идеологија, со ширењето на неговата идеологија врз Словенија, меѓу другото, која што треба нели од 1 јули да застане на чело на Европската унија, да претседава со ЕУ. Така што да, е важно тоа што се случи, до некаде, ама далеко доволно. И нема да направи никакви тектонски промени. Така, Тања Милевска, директно од Брисел, ти благодарам за одвоеното време и оваа кратка анализа за излегувањето на Фидес од Европската народна партија, всушност како што разграничи ти од групата на Европската народна партија. И драго ми е што денешниот ден ти започнува рано изутрина со утрински брифинг. Среќен роден ден и се слушаме во некоја наредна прилика. Хвала. Чао.